меѓутоа може би е долг, меѓутоа збори за две-три многу важни работи. Јас оваа вечер посебно се радувам бидејќи го гледам тука нашиот пастор и мојот пастор. Од причина која ја говорев 3 глава, велев и обично нарекуваат како минско поле, бидејќи говори токму за луѓето кои што служат во црква, да ве потсетам, говорат токму за пасторите, говорат токму за ѓаконите. И обично луѓето кои се занимаваат со проповедање, луѓето кои што водат цркви, пасторите, има една група која што вели, абе, подобро е ова да го говори некој гостин кога ќе дојде во црквата, отколку самите ние. А јас реков, се радувам бидејќи негувам едно проповедање кое што како што врват стиховите, како што врват главите, така врвиме и ние. Така да двојна е радоста, бидејќи кога говоревме за старешините, кога говоревме за пасторот, кога говоревме за луѓето кои што раководат со Божиот дом, ако може така да се изразам, не секој пат има убави нешта да се кажат. И треба да бидеме самокритични, треба да ги изнесуваме нештата онакви како што ги говори Словото. И оваа вечер има една тешка тема, вообичаено, како што реков, говорат луѓето добро и некој гостин да ја говори, и ќе видиме како треба ние сите да се однесуваме кон пасторот, кон луѓето кои што ја раководат црквата. Која е нашата обврска со еден збор, едни спрема други, а нормално и спрема луѓето кои што ја водат црквата. Јас така ја насловив оваа моја вечерашна беседа, да видиме што тоа не обврзува нас. Лесно е да кажеме дека сме христијани, многу лесно го кажуваме тоа. Лесно е да кажеме дека припаѓаме на одредена црква, лесно е да се пофалиме дека сме Христови, меѓутоа во Словото Божјо вообичаено има многу привилегии, мора да признаам, меѓутоа колку повеќе имате привилегии, толку одговорноста ви станува се поголема. И луѓето, ние сме научени да имаме привилегии, меѓутоа ако може некако да се оттргнеме од одговорностите. Минатата проповед, ајде поточно да кажам, ја завршивме 4 глава, многу важна, реков глава, бидејќи говори за лажните учители. Јас само накусо ќе повторам неколку сегменти, многу се важни. Ја ви реков, внимавајте. Минатата проповед ја насловив, нели, како да се заштитиме, како од тие лажни учители. Видовме дека лажните учители се појавили уште од први век. Видовме дека се појавуваат низ најразлични сезони низ христијанската историја до ден денеска и ќе се појавуваат се повеќе и повеќе кога ќе дојде второто Христово доаѓање. Интересно е да запаметите, реков дека лажните учители има параметри, имат белези преку кои многу лесно може да ги разоткријат. Еден од тие параметри е лажните учители секој пат не се грижат за стадото. Не се грижат за да го наранат и да го сочуваат стадото, меѓутоа се грижат многу за своите егоистични потреби. И таквите лажни учители секој пат ќе видите дека возат добри автомобили, како што минатиот пат споменав едни тука наши блиски лажни, еден лажен учител, кој што на луѓето им вели да колку повеќе ќе дадете пари, толку повеќе Бог ќе ви возврати. Вториот сегмент на лажните учители нема доктрина. Апостол Павле вели нивната доктрина е ѓаволска доктрина. И лажните учители никој пат нема да ви дадат ниту еден сегмент, ниту еден фрагмент од Словото Божје да ви го дадат во контекст. Дали тоа ќе биде во историски контекст, дали тоа ќе биде во културолошки контекст, не. Они си отвараат и тоа што им се свиѓа, дали едно збор, Бог е љубов и продолжуваат понатаму. Ова се вака блиц некој од нештата кои многу лесно се препознаваат. И јас реков дека единствената заштита од лажните учители е да се држиме до Словото Божјо, да се држиме до доктрината, да се држиме до едно изучување кое што е систематски, да се држиме до едно изучување
како што ни е дадено во Словото Божие. Меѓутоа, настануваат некои проблеми. Јас, подготвувајќи оваа проповед, се навратив во моите тинејџерски години и вообичаено не се согласувавме со постарите. И ден денеска младите луѓе некако како да се во некаков конфликт со повозрастните. И ми текнува кога станува збор за вакви конфликти вообичаено, има еден добар пример од Марк Твен, кој говори дека во својата 14-та година имал страшни конфликти и вика, воопшто не можел да се разберам со возрастните. Поточно не можел да се разберам со мојот татко и со сите околу него со тие години. Меѓутоа, Марк Твен вели, вика, кога направив 21 година, само 7 години подоцна, мојот татко, вика, беше многу мудар. Мојот татко не само што беше многу мудар, меѓутоа се што кажуваше, беше, вика, многу исправно, многу современо, многу со моите разбирања. И вика, цело време се чудев како може овој човек само за 7 години толку многу да научи. Ова го говорам од причина што овој вечерашен текст реков дека е долг, меѓутоа првите 2 стиха ни говорат општо, што ние како верни, што сме задолжени едни меѓу други или поточно што сме задолжени кон повозрастните, како мажи, така и жени. Од 3 стих па се до 16 се говори за понежниот, би рекол, пол, или се говори за вдовиците. Каков однос треба да имаме ние општо како црква едни према други во однос на вдовиците. И од 17 стих па до крајот, како што реков, можеби тешка тема, меѓутоа што тоа имаме ние обврска во однос на луѓето кои што ја раководат црквата. Текстот почнува и првите 2 стиха вели дека не е добро со еден збор, не е добро да спориме или не е добро да не ги почитуваме, овдека вели старите, во мојата Библија пишува дека се старците, меѓутоа има предвид зборот е презвитери или презвитерос, меѓутоа суштината ние ќе видиме, како што реков, од 25 стих, кога конкретно говори текстот за презвитерите. Овдека повеќе има предвид за луѓе кои што имаат и стаж цркове и луѓе кои што имаат години. На таквите луѓе кои што поминале долг период во црквата, кои што се долго време во црквата, и ние ќе видиме во однос на жените, вели, кои се над 60 години, има предвид возрастните луѓе во црквата, дека треба да ги почитуваме. И зборот и овдека има едно глаголско делство кое не само да зборуваме, него да покажуваме на дело, да живееме еден живот на вистина кој што ќе им даваме една почит. Да не влегуваме со таквите луѓе во конфликт од причините. Прво, што имаат години и можда многу важниот сегмент е затоа што поминале долг период во црквата. Само накусот би рекол во една прилика говорев, многу е важно луѓето кои што се декларираат како христијани, луѓето кои што го посветиле животот на Господ Исус Христос, да си пуштат корен во некое црковно заедништво. Вие не можете да влезете во ова што го говори апостол Павле на неговиот возљубен ученик кој што е оставен во Ефес и реално е дека има проблеми и го советува преку ова послание, преку ова писмо, да имате една таква почит. Вие може да имате години, ама да сте дојдени пред 2 години. Има многу луѓе, христијани, ајде христијани ќе ги наречам, кои вртат низ црквите. Таква концепција, таков еден контекст Словото нас не ни дава. Продолжува апостол Павле, вели, со истиот збор го употребува, е употребен и тука, презвитерос или за старите жени. Немаме, пак ќе кажам, во Библијата ниту пример, ниту некаква подкрепа дека има презвитерки, да речеме, жени. Меѓутоа, токму се мисли
истото тоа. Жени кои што се во година, жени кои што поминале долг временски период во црковното заедништво, жени кои биле во секоја нивна област, ќе видиме ние малку подоцна, дека живееле еден богоугоден живот. И таквите, со истите зборови, вели да ги почитуваме како мајки. Како своите мајки што ги почитуваме, така да ги почитуваме и тие жени, а ако се помлади, да бидат како сестри. Од тука реков еден голем дел од третиот, па се до 16-тиот стих, се говори за жените вдовици. И на самиот почеток има неколку категории. И апостол Павле не случајно ги разработува. Има една категорија во однос на нивните години. Дали е останата млада вдовица, дали е останата стара вдовица. Исто така говори дали тие две категории на вдовици имаат поколение. Дали имаат само деца, дали имаат своји деца и дали имаат своји внуци. И многу е интересно што почнува вели вистинските вдовици. Ако има вистински вдовици, многу логично се подразбира дека има и некои други вдовици, или некои лажни вдовици, или некои кои што се вдовици, меѓутоа не во контекстот во кој што говори апостол Павле на Тимотеј. Не треба да заборавите, контекстот е многу важен во кој што говори апостол Павле до Тимотеј. Немој да заборавите да е на историскиот контекст, кога се случува сето ова и кога го пишува апостол Павле сето ова. Не го заборавајте културолошкиот контекст во Ефес, каков е. И многу важен е третиот контекст, а тоа е социјалниот и економскиот контекст на жената во тој период. Што сакам да кажам со други зборови? Ја верувам дека повеќето од вас знаат дека жената во први век била домакинка. Жената во први век се грижала за семејството, за мажот, за воспитување на децата и се грижала за домот. Многу било тешко, како што реков, тој социјален и економски контекст, многу било тешко кога сопругот ќе починел и ваквите жени ќе останеле вдовици. Ефес, еден од центрите во тој период, Ефес, минатиот пат или поминатиот пат говорев дека е еден од центрите на проституцијата. Голем дел од вдовиците кои што немале подкрепа од своите деца, ние ќе видиме подолу. Голем дел од таквите млади вдовици немале од што да живеат, биле принудени да се впуштат во проституција. Овдека апостол Павле многу добро го образложува и затоа вели дали е млада, дали е стара вдовица. Подолу во текстот вели дека запишија во книгата. Црквата игра многу важна улога уште од први век до ден денесен во однос на социјалниот и на економскиот контекст, преку целата историја. Имајте во предвид дека нема здравствено осигурување. Имајте во предвид дека нема пензиско осигурување. Немој да ги гледате нештата од денешен аспект. Состојбата на вдовиците во тоа време не случајно е опишана во Библијата, не случајно овие совети апостол Павле ги дава до Тимотеј. Од причина на вистина била многу тешка состојба да останеш вдовица во таков еден период. И апостол Павле вели дека многу е важно воспитувањето, многу е важно како се воспитани децата и затоа вели дали може да има деца кои што да нема внуци, но има и опција, ако е повозрасна, да има своји деца и да има наследници, да има внуци. Тие се тие кои што треба да се грижат за вдовицата. Од причини, бидејќи вели има и оние кои што остануваат млади вдовици. И ние ќе видиме дека апостол Павле вели таквите воопшто да не ги запишува во книгата. Книгата има предвид што црквата водела многу добра евиденција за луѓето кои што имале потреба, за вдовиците кои навистина имале потреба од помош на црквата.
Црквата водела точна евиденција за кој станува збор, каква потреба имала во тоа време, од кои потреби сушност и биле потреби на секоја една поодделно. Но важното е, како што и Тимотеј, ние говоревме дека неговата мајка и неговата баба се јудејки и он е воспитан во еден таков дух. Доброто е, текстот вели апостол Павле, секоја една вдовица, особено за возрастните, да ги воспитувала своите деца во духот на јудеизма. Во таков еден дух воспитувани деца никој пат не ги оставале своите мајки или своите баби или своите свекрви во една, би рекол, незавидна ситуација. Јас можем само накусо ми текна од честите одења во Бугарија, ако го видиме тој социјален и економски дел, ако некој е најзагрозен во овој момент, тоа се пензионерите во Бугарија, бидејќи навистина имаат многу ниски примања. И луѓе кои што познавам велат дека со пензијата што ја зимаме можам само да си ги платам режиските трошкови. Јадењето, животот, некакви други потреби, ништо. Меѓутоа, овие луѓе им помагаат нивните деца. И многу скоро коментиравме и говоревме дека благодарение на Бог, луѓето кои што се воспитани во духот и во културата на вистинското христијанство, можат да направат еден таков, не гест. Апостол Павле вели, тоа е добро пред Бога. На тој начин, зборот овдека вели дека е како враќање за она што родителите го направиле во текот на нивниот живот, од нивното раѓање па се до нивното самостојување. Меѓутоа, идејата е да грижата која што ја покажуваат кон своите родители извира од срцето. Не е тоа да го правите нешто од примора. Не да го правите тоа со некакво задолжување, него да го правите од едно чувство и едно срце кое што навистина е благодарност. Пред се има предвид и контекстот говори за едно благодарно срце, за тоа што направиле моите родители, како ме одгледале, како ме ишколувале, какви услови ми давале, за да јас може да застанам на нозе. И затоа апостол Павле вели, добро е тие кои што имаат можност да ги гледаат вдовиците, да се грижат за нив на еден достоен начин. Меѓутоа, ако има такви кои што немаат од разни причини да им се покаже грижа, таквите тука е црквата, за таквите тука говори дека да се запишат во книгата и да им се дава се она од кое што имаат потреба. Другиот тип вели за помладите вдовици. Помладите вдовици вели подобро е да се омажат, бидејќи многу се распалуваат и после преминуваат на страната на ѓаволот или се во спротивставеност со Исуса Христа. Токму од тој аспект кој што го говорев пред малку. Подобро е, не се забранува да повторно се омажи. Дури апостол Павле вели, подобро е да се омажи и повторно, да, ако е млада и да раѓа деца, да се грижи за семејството, да се грижи за децата, да се грижи за куќата, отколку да ништо не работи и да не знае што велиме, што ќе прави, како ќе си го пополни денот, да оди по кафиње и да оговара и да го троши, да го арчи целиот ден без никаква суштина. Меѓутоа прави една разлика помеѓу младите и помеѓу повозрастните вдовици.
И вели за оние кои што говорев пред малку и да се запишат во книгата, му вели на Тимотеј да не ги прима оние кои немаат наполнето 60 години. Само оние кои што се над 60 години. Бидејќи помладите, и овдека што вели апостол Павле, дека свртеле грб во однос на Христос. Идејата е, бидејќи од една страна нема проблем да се омажат. Меѓутоа, вртењето на грбот е се мажат со првиот кој што ќе дојде. Или уште по прецизен да бидам, се мажат со луѓе кои што се неверни. Кажано на еден на современ јазик. Се мажат со луѓе кои што не го познаваат Бога. Се мажат со луѓе кои што немаат апсолутно ништо, ниту со верата, ниту со посветеноста, немаат ништо со Христос. Во таков еден контекст, он вели дека уште пред било што да почнат, нивниот живот е погибел, што се вели. Од причина, бидејќи сето она во кое биле воспитувањи, сето она кое што го поминале со нивниот сопруг, сето она кое што како верни го покажале, го фрлаат за себе, вели, го оставаат за Христа и се предаваат на нивните страсти. Идејата што ја говори апостол Павле до Тимотеј, минатиот пат говоревме дека за младоста негова. Тимотеј треба да имате у предвид дека е некаде околу 35 години. Не ме држите точно за збор, меѓутоа во тој период, пак ќе напоменам, имајќи го сето целиот контекст, многу било тешко. Јас се ставам во улогата на Тимотеј да бидете на 35 години, да живеете во еден таков центар, како што реков, да е развиен, нели, центар. Тешко било да раководите со црква, тешко било да раководите со вакви сериозни проблеми во кои што реално имате и вдовици и се случуваат, минатиот пат почнуваат за родожот на лажните учења. Ние со лажните учења само накусо не сме завршили. Тек ќе говориме за лажните учења во второто послание на апостол Павле до Тимотеј, во Тит ќе говориме. Така да, сега за сега, идејата околу ова писмо и ова прва, би рекол, најопширно објаснување и советување што му го дава апостол Павле на Тимотеј е во еден ваков контекст. Другото нешто кое што е многу важно, реков, зборува за луѓето, овдека зборува за старешините, би кажал. Повторно го употребува истиот збор, меѓутоа станува збор и вели демек да на таквите луѓе да им се оддава двојна почит. Што представува да оддаваме двојна почит на старешините? Апостол Павле на многу интересен начин и го разработува сето ова што го пишува до Тимотеј, меѓутоа и на многу интересен начин и ја завршува, би рекол, ова негова мисла во однос на старешините. Како што реков, овдека е зборот за презвитерите, нели, за старешините, но се има предвид, вели, оние кои што поучуваат. Старешините во било која црква се луѓето кои што ја водат црквата. Старешините заедно, дури и пасторот влегува тука и во таков еден контекст говори апостол Павле, сите треба да имаат една посебна почит. Меѓутоа овдека вели оние кои што поучуваат, оние кои што држат и поуки, треба да имаат двојна почит. Која е таа двојна почит?
во продолжение он кажува две нешта кои се врзани во едно и говори дека не треба да се врзува устата на волот кој врши и продолжува дека работникот треба да си ја земе заслужената плата. Апостол Павле овдека прави два цитата, би рекол. Првиот е кога говори за не му ја врзува и устата на волот, тој од Второзаконие или 5 Мојсеева 25 глава 4 стих цитира од таму ова за врзувањето и дека како што се вршело со волови житото, во никој случај не треба да се забранува ако сака волот да касне, ако сака волот да јаде. И второто нешто кое го врзува и вели дека работникот си ја заслужува својата плата, прави еден цитат од Лука, 10 глава, 7 стих, каде што кога ги праќат 70 ученици. Идејата е дека уште тогаш има луѓе кои велат дека во црквите луѓето треба да си работат некаква работа надвор од црквата, а се што се работи во црквата да биде волонтерска работа. Тоа може да си биде така нечии желби. Меѓутоа, Словото, ние говоревме и друг пат, овдека е децидно дека луѓето кои што се обврзале, а јас кога говорев за карактерот и за особините, какви треба да има водачот или пасторот во 3 глава, поврзувајќи и правејќи контекст со овдека што говори апостол Павле, тоа се Божји избраници, како прва работа. Јас можеби моето искуство изминато сум се изнагледал и сум се изнаслушал како се прави старешинство. Во разни цркви старешинството се прави на различни начини. Некој пат и сум се подсмевал од кои причини, дека старешинството треба да биде непарен број. Зошто да е непарен број, бидејќи гласат да нема исти гласови. Таков концепт библиски не постои, нема. Старешинството многу пати се прави по некакви роднински врски. Сите ние овдека на еден начин сме исповрзани. Апостол Павле овдека говори оние кои што се повикани од Бог, оние кои што ја водат црквата, кога говорев исто за пасторот се навраќам, пасторот е тој. Пасторот е на најдуховното духовно ниво. Пасторот е тој кој што проценува кој на какво духовно ниво е. Пасторот е тој, како се проширува старешинството, така се споделуваат проблемите и старешинството во секоја една црква ја води црквата. Старешинството, меѓутоа, не мора да сите старешини внатре бидат проповедници или не мора сите старешини да поучуваат. Може да бидеш во старешинството, како што реков, може има разни дјакони, има разни други служби во црквата. Меѓутоа, да поентирам, оние кои што се определиле да, како е популарното сега, 24/7, 24 часа во седмицата, да служат и да се грижат за црквата, таквите треба да си ја заслужуваат платата. Таквите луѓе треба црквата подразбирам сите ние, многу пати сум говорел, да го поддржуваме пастора. И јас мора да признаам како црква сум многу горд, бидејќи како црква правиме жртва и тоа е добро, благопријатно пред Бог, да може да кажам, многу пати луѓето се зачудени дека пасторот кај нас е пријавен регуларно, си зима регуларна плата, има здравствено и пензинско осигурување и тоа е добро. Така вели Словото. И треба дури да имаме чувство, многу пати велам дека нештото се променуваат, цените растат, нели има луѓе кои
договараат определена плата, колку да ја договорат и ја забораваат после тоа на пасторот. Да имаме чувствителни срца. Бидејќи, велам, горд, не велам дека сум горделив. Лошото е да сум горделив. Иначе треба да бидеме горди и секој еден треба да е горд за она кое што го спроведуваме, она што ни е дадено во Словото Божјо. Таквите луѓе, и јас на сега да зборам, ако има црква, ако има заедништво, најпростото е, ако се 10 луѓе, зимаат по 10.000, да дадат по 1.000, да може уште еден човек да зима 10.000 или пасторот. Во една прилика ми рекоа, ама 10 луѓе по 1.000 прават 10.000 и другите ќе имале 9, пасторот ќе имал 10, ја им викам, и он ќе даде одма 10 и пак ќе има 9. Текстот продолжува и вели да се пази на што друго да внимаваме, да не ги обвинуваме старешините. И овде ќе има еден исто многу интересен израз, многу интересен фрагмент. Апостол Павле вели, секој пат кога ќе земат да обвинуваат старешини, да има двајца или тројца. Многу луѓе сум слушал, или кога се молат, или така се научени, велат, кога ќе се собереме двајца или тројца и Господ е тогаш со нас. Јас се прашувам кога сум сам, дали е Господ со мене. Се шалам, меѓутоа, сакам да го објаснам овој стих, дека и во Матеј кога говорев, таму каде што се двајца или тројца собрани, Христос вели и јас сум со нив, има еден правен контекст и се говори секој пат во еден правен контекст. Овдека токму тоа апостол Павле му говори. Многу лесно луѓето од другата страна, многу лесно членовите на црквата го обвинуваат пасторот или го обвинуваат старешинството. Тоа е така многу природно да се направи. И овдека апостол Павле вели, и во тоа време, тоа е законот. За ако сакаш да го обвиниш, ќе викнеш уште двајца или тројца. Кога двајца и тројца ќе се договорите и ќе бидете истомислени и ќе застанете позади обвинувањето, тогаш ќе застанеш и ќе го обвиниш пастор. Многу сме популарни во однос на наменување на цркви. Говорам евангелските христијани. И сите велат дека смениле црква или отишле во некоја друга црква. Јас и тука не се согласувам. Нема таков човек кој што менува црква. Дури и од моје лично искуство, црквата се луѓето. Јас и да сме сменили и да не сме смениле, црква имам со голем дел добри односи со луѓето. Сите оние кои што менуваат пастор и менуваат старешинство. И мене кога ќе ме прашат си променил црква, викам не, сум променил старешинство, бидејќи не сум се согласувал со одлуките, не сум се согласувал со принципите и доктрините кои ги спроведуваат, бидејќи верувам дека не се библиски. Така да, луѓето кога бегат, и не случајно е кажено овде, и кога подигнуваат некакви несогласувања, секој пат се упатени кон пасторот и кон раководството кое што ја води црквата. Меѓутоа, треба да има еден ваков принцип, каде што вели двајца или тројца кога ќе се согласат, тогаш во ред. А ако не, продолжува апостол Павле. И овде ќе има еден многу интересен збор кој што е воен термин. Вика, пасторот треба да нареди, како што генералот, како што врховниот командант на армијата наредува, така треба да нареди да го извади пред сите и да го исправи пред целото собрание и да каже какви намери има, од кои причини, за да мислат другите и за да биде за пример пред другите. Дека не може, ние сме си учени многу пати, ја велам ги бркаме лончињата. Ние сакаме преку некој духовен плашт, некои наши лични конфликти, бараме да ги решиме преку. Не е добро.
било кој конфликт си се решува на база на кафе, на водење, на било што. Духовното да си го гледаме како што ни е дадено во Словото. И последните стихови се многу интересни. Завршува со ракополагањето, да внимава. Значи, треба да внимаваме кога некогу ракополагаме. Апостол Павле вели, бидејќи може да станеме соучесници во гревот, не знаејќи од кои причини. Новите луѓе во црквата треба да помине време. Сето ова што го говори апостол Павле, ние сепак сме луѓе, ние многу пати вели да внимаваме. Некој ни е посимпатичен од некој друг, некој ни е подраг од некој друг. Тоа се влијае да земеме и да направиме, нели, би рекол не библиски чекор и да го ракоположиме и потоа завршува со последниот стих кој вели дека може да влезете и вие да го подкрепите во тој грев и дава едно објаснување дека кај некои гревовите одат пред него, кај некои луѓе одат за нив. Меѓутоа, не може да избегаме од плодот. Плодот, дали порано, дали покасно, ќе излезе на површина. И ова не е случајно. Јас, да признаам, пасторот знае, имало човек кој дошол тука, кој јас така го поддржував да може да говори, да може да збори, сега тој човек го нема. Не е веќе тука. И чувствувам така една, многу добро го разбирам ова што говори апостол Павле. Може да ни биде драг, може да ни биде мил, може да ти биде и родено дете, меѓутоа да се држиме до Словото, да се држиме до духовноста, бидејќи не е избежно. Ракополагањето, тој што расте, тој што врви, нема кој да ти го одземе ракополагањето. И како се влегува, завршувам со тоа, како човек влегува преку тоа ракополагање во еден грев, и што овдека многу интересно апостол Павле вели, како на некои гревови одат пред нив, а на некои зад нив. И често говорам, се барам некои пластични, секојдневни примери за колку што може по-разбирливо да може да разберете за што станува збор. Размислувајќи вака и од сопствениот живот, да речам, луѓе кои што се зависни од алкохолот. Луѓе кои што се зависни од алкохолот, особено во црковна средина, не може да ги промашите. Луѓе кои што се зависни од алкохолот, по разни начини може да ги препознае. Таквите луѓе овдека велат гревот си оди пред нив и се препознатливи, бидејќи и плодот не се гледа. Не може, тој е зависен. Колку да сака да се сокрие, нема како да се сокрие. Меѓутоа, овие другиве кои што гревот врви зад нив и плодовите па излегуваат, но многу подоцна, ми текна дека не постои прељуба, ниту кај маж, ниту кај жена, која што ја гледате во даден момент. Се е сокриено на прв поглед. Меѓутоа, јас познавам доста случаи, барем 4 случаи, каде што плодот излегува, меѓутоа во даден момент, ракополагањето, сите тајат и сите лажат и се кријат во прељубата. И мислат дека ќе остане така. Ете, затоа фактор време, еден од факторите, тој е фактор време, е многу важен во однос на ракополагањето. И пак ќе кажам, нема бегање од тоа. Тој што искрено решил да му служи на Христос, заслужената награда не може никој да му ја одземе. Така да, со ова завршувам. Верувам дека оваа вечер сите заеднички се поучивме какви треба да имаме, каков треба да биде нашиот однос еден према друг и каков треба да биде нашиот
однос кон старешините и кон пастора. Завршувам со една единствена реченица. Христовото срце, така и пеева млади, промени ми го ти. Ако Христос на сила не променува, Христос ако му дозволиме, ќе го менува нашето срце, ќе го менува нашиот живот. Сакам да кажам да имаме меки срца, да имаме чувствителни срца. Сите правиме грешки. Не е тоа за ниту јас, нити некого да оправда. Тоа е природно. Меѓутоа, чувствителното срце, мекото срце, може нештото да ги прави и да се надминуваат на еден ваков начин, но од друга страна важно е да се држиме до Словото, важно е не да го читаме, важно е да го изучуваме Словото, бидејќи така ќе се променуваме самите себе, се променуваме едни меѓу други и да не говорам, се молиме, нели, како да го промениме овој град, како да ја промениме Македонија, која што е во една ваква ситуација. Да, ама Македонија ни е безбожна. Имаме многу храмови, многу крстови, многу, меѓутоа цркви викаат дека имаат, ако земеме да го гледаме овој библиски контекст, сушност немаме црква во Македонија. Имаме многу малку и јас се молам, нели, да овој народ разбере и осознае и како многу што се фалат дека, нели, овдека Македонија има и во Библијата, и книги се пишуваат, Бог да даде да им ги отвори и умовите и срцата и да стане едно чудо. Бог да ве благослови.